се задолжуваат државните институции, а се препорачува на локалната самоуправа и работодавачите од приватниот сектор да ги ослободат од работа и работни обврски сите вработени на подрачјето на Кочани. А здравствените установи, образовните установи и установите за згрижување и воспитување на децата, овде се мисли на градинките, да организираат вршење на услуги согласно потребите. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги превземе потребните безбедности и сообраќајни мерки. Се задолжува Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување со кризи и Црвениот крст да обезбеди амбулантни возила. Територијалната противпожарна единица Кочани да ги превземе пак мерките и активностите согласно своите надлежности. Владата заедно во координација со Министерството за внатрешни работи во консултација со Сдруженијето на новинари на Македонија, како и со самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, изготвија протокол за безбедност при известување од погребот на жртвите од трагичниот настан што се случи на 16 март во Кочани. За представниците на медиумите кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбеднат посебна зона од патот на поворката на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Овој простор ќе биде обезбеден од припадници на Министерството за внатрешни работи со цел да се гарантира ред и безбедност во оваа означена област. На оваа зона сакам да повторам дека ќе важи забраната за управување со беспилотни летала, тоа се дроновите. Овој медиумски протокол има за цел да ја заштити приватноста на семејствата на жртвите, додека истовремено овозможува новинарите и снимателите безбедно да го следат настанот од соодветна дистанца.